Добар ден, драги гледачи. Ова е новото издание на Откриени тајни. Јас сум доктор Жарко Костич, вашиот водител. Ако веќе не следите во претходните емисии, знаете дека ова е нов концепт. 20 минути траат нашите емисии, каде што имаме мотивацијски говори, кусени, интензивни мотивацијски говори, со кои што се обидуваме да допреме до вас, да едноставно пренесеме некоја мудрост, она што го зборуваме во претходните емисии, со кој што ќе продолжиме во оваа емисија, се 24 карактеристики на генијалците кои што ги има откриено доктор Алфред Бариус. Во 80-те години тој има објавен еден текст во кој што објаснува дека сите генијалци кои што ги има испитувано има 24 заеднички карактеристики. Тие карактеристики не се генетски особини, тоа се карактерни особини и поради тоа секој еден од нас може да ги вметне во својот карактер и на тој начин да постигне поголем успех. Тоа е и целта нови емисии, да ги предочиме тие карактеристики во колку некои од нив не ги знаете или не сте свесни за нив, едноставно да станеме свесни и да видиме како можеме да ги вметнеме во нашиот живот и во нашиот карактер во форма на навики, за да може да ни помогнат да имаме поуспешен живот. Во претходната емисија зборував за две карактеристики, тоа е како да го развиеме поривот, да работиме на нешто кое што го сакаме, напорно и долго и како да сме фокусирани на нешто. А исто така зборував и за посветеноста на целите. Фактички тоа се двете карактеристики кои што ги обработивме во претходната емисија. Во колку не ја гледавте, ја пропуштивте, може да ја најдете на мојата Facebook страна или на мојот YouTube канал. Во оваа емисија ќе се фокусираме на две нови карактеристики, а тоа е храброста и посветеноста на знаењето. Она што доктор Алфред Бариус го има откриено за генијалците дека се храбри. А под храброста тој вели дека едноставно потребна е храброст да се направат нештата кои што другите ги сметат за невозможни. И она што го вели, дека треба престаниме да се грижиме што другите луѓе ќе мислат за нас, ако сме различни од нив, или ако не доживува дека сме различни од нив, затоа што генијалците секако дека можеби околината во еден или друг момент ги сметала или ги толкувала дека се различни од нив. Така да првото нешто за кое што ќе зборам и она на кое што храброста ме асоцира, а за тоа и веќе зборев во претходните емисии, е дека за да имаме храброст и самиот збор храброст само под себе подразбира дека имаме некаква шанса за неуспех. Кога зборувавме во претходните емисии, зборевме за целите и зборевме дека треба да сме волни да едноставно толерираме и победа и пораз, и успех, и неуспех, и на тој начин можеме да бидеме стварно храбри и да тргнеме во остварување на нашите цели. Во колку цело време се плашиме да не загубиме, во колку се плашиме од поразите, во колку се плашиме од работите кои што може да ни излезат на патот кон успехот, тогаш едноставно ќе бидеме статични, ќе бидеме затворени, ќе бидеме повлечени во себе си, едноставно нема да го живееме животот со целиот капацитет кој што можеме и го имаме. Така да храброста можеме да дефинираме како волност да направиме нешто, сакаме нешто да постигнеме, на некој начин повторно е некоја цел. Така да храброста, пак ќе кажам, е поврзана со поставување на нешто што сакаме да го постигнеме во нашиот живот и да тргнеме да го постигнеме самото тоа наспроти сите шанси и можности дека нема да успееме. Затоа што ако размислиме, во колку немаме никаков ризик и немаме никаква шанса од неуспех, тогаш не станува збор ни за храброст. И поради тоа и самиот Алфред Бариус вери дека потребна е вистинска храброст да се направат нештата кои што другите луѓе ги мислат дека се невозможни. Но она што се случува во нашиот живот и за кое што зборував, а за кое што и сакам да зборувам повторно во ова издание, затоа што мислам дека е многу битно, е дека во моментот кога ќе тргнеме да постигнеме нешто, да ја постигнеме целта која што ја сакаме, тука сме ние. Реков дека ќе имаме препреки кон самата цел, но треба да најдеме начини како да ги надминеме тие препреки за да стигнеме до целта. Она што сакам да го нагласам во овој момент, така ќе зборам и во наредните емисии, е одговорноста која што треба да сме волни да ја понесеме кога ќе имаме неуспех. Многу е лесно едноставно да ги добиеме комплиментите, наградите, убавите зборови кога ќе постигнеме нештото кое што сме го сакале и кога ќе ја постигнеме целта. Но она што е малку потешко да се проголта во еден момент е соочувањето на поразот. И баш поради тоа е многу битно да бидеме волни да соочиме и пораз. Поради тоа што ако не ќе да губиме, и ако имаме страх од пораз и од загуба, тогаш никогаш нема да бидеме волни да бидеме, и никогаш нема да бидеме волни да креираме, и никогаш нема да бидеме храбри за да тргнеме кон нашата цел. Но често пати, она што се случува во даден момент, наоѓаме изговори зошто не сме успеале да стигнеме до целта. Ако се навратиме на периодот кога сме биле во школа, зборувам од свое лично искуство, можеби и вие како гледачи ќе се пронајдете во некој момент или во некој од овие
примери. Знам дека кога не бев спремен да можеби да отидам на испит или кога не бев спремен да отидам да сме имале тест на училиште, или можеби кога сум бил кошаркар и кога сме имале таа густа утакмица со најголемиот противник, кога секогаш било густо, во даден момент и се очекувало од вас да го дадете најдоброто од вас и сите очи биле свртени кон вас дека вие сте човекот кој што треба да ја можеби одлучите утакмицата. Ако не сте волни стоечки да го прифатите поразот, можеби полошата оценка, или можеби да, не знам, испитот да соочите дека не сте направиле најдобро и дека сте можеле подобро да научите или подобро да се припремите, мораме одговорноста да бидеме волни да ја прифатиме, дека ние сме причина исто така и за поразот. Најлесно е да се окриви некој друг и најлесно е да се окриви околината, но така работите не функционираат поради тоа што ние тогаш ќе губиме контролата. Она што некогаш го правиме, а не е добро, а тука ни помага таа негативна подсвест, почнуваме да си наоѓаме оправдание во форма на, не знам, ќе се разболам 2 дена пред тестот на школа. Зошто се разболувам? Поради тоа што кога ќе се разболам, си давам оправдание мене и на околината, дека гледате, не сум јас крив дека не успеав да се соочам со тестот, со испитот, со што и да е, поради тоа што не сум доволно спремен. И во тој момент, не сакајќи да се соочам стоечки со тоа дека можеби не сум бил најдобро спремен, дека кривицата е кај мене, тој момент честопати сакаме да се најдеме изговор, ќе се разболиме, у тој момент не фаќа глава. Кога имаме нешто со кое што треба се соочиме во животот, кое што е важно, а кое што можеби не можеме целосно да го справиме, не можеме да го разрешиме тој проблем. Во тој момент, она што се случува е честопати сакаме да најдеме оправдание. Мене ми текнува во даден момент кога имавме густи утакмици затоа што бев кошаркар, ќе ме чутнеше некој или ќе ме го повредеше коленото и во тој момент ја правев болката многу појака. На некој начин почнував и у наводници подсвесно да глумам дека сум тешко повреден, поради тоа што кога ќе бидам така тешко повреден, тренерот можеби нема да ми замери, нема да ми вика, напротив ќе ми дадат сочувство, но тоа е погрешен механизам кој што честопати го користиме за да си ги оправдаме своите неуспеси. Можеби тоа се случува во спортот, со спортистите некогаш кога е густо еднаш ќе се разболиме и тоа не е дека некој момент ние свесно тоа го правиме, тоа на некој начин подсвесно го правиме затоа што е механизам кој што честопати го градиме дури и кога сме биле многу помлади. Но она што е битно за храброста е да знаеме дека храброста се состои од волност да постигнеме нешто, имаме шанси да не успееме, но наспроти сите шанси за неуспех тргаме да го постигнеме тоа. Ако не го постигнеме, за да имаме контрола и за да учиме нешто од тој пораз, мораме да бидеме волни ние самите да ја преземеме одговорноста за работите кои што ние не сме ги направиле како што треба. Зашто само така тој пораз и неуспех ќе ни помогне, ќе не опамети, ќе не освести и со тоа ќе ни даде повеќе знаење и контрола како во наредниот обид да стигнеме до самата цел. Второто нешто кое што Алфред Бариус го збори кога зборува на темата храброст, вели немојте се грижите што другите ќе мислат за вас ако сте различни. Честопати се случува да едноставно бидеме премногу фиксирани на тоа како другите не гледаат, дал другите ќе не прифатат. И тоа е многу природно. Секој еден од нас како човечко битие има порив природен да другите го прифатат. И сака согласност од групата, сака согласност од околината. Но ми е полесно да успеам во мојата цел ако имам поддршка од околината или од тие кои што се околу мене. Но честопати во животот и не бива така. Честопати секој се верува во своите цели, секој можеби мисли што е најдобро за вас и секако дека тоа го прават со добар став или добра намера. Можеби се загрижени за вас, можеби едноставно од своето искуство тоа што вие го правите не е најисправно. Секој има своја точка на гледиште. Секој една единка си е своја единка. И секој си гледа на нештата како што тој си гледа. Но тука станува збор исто така за храброст да истраеме во оние нешта во кои што длабоко веруваме. И покрај можеби неприфаќањето во даден момент од околината кој што не се согласува со тоа што ние го правиме. Но честопати знаеме да скршнеме од патот кој што мислиме дека е исправен, само за да добиеме согласност
од групата и да бидеме сакани од околината и да бидеме сакани од групата и така натаму. Мислам дека треба да го продолжиме патот кој што сме го одбрале, ако веруваме дека е добар, ако веруваме дека целта е конструктивна, ако веруваме дека целта ќе биде успешна за сите. Затоа што гледате, најдобрите нешта во овој универзум не потекнуваат од група, потекнуваат од индивидуи. Сите убави работи кои што ги имаме на оваа планета потекнуваат од единки кои што имале храброст да сонуваат и кои што имале храброст да истраат во својата цел и да го реализираат она кое што ги имаат замислено. И кога зборам дека не треба да се сложиме со стоповите или со неприфаќањето, воопшто не мислам дека треба да се бориме против останатите, но мислам дека субава комуникација секогаш можеме да им објасниме зошто е битно и зошто сакаме да истраеме во тој обид и на некој начин да ги мотивираме и они да ни помогнат, но ако не може да ни помогнат, едноставно да продолжиме да успееме, поради тоа што често пати на крај кога ќе успеете, луѓето обично викаат знаев дека ќе успее. Но поради нивните стравови кои што секој еден ги има, поради разочараните, поради пропаднатите цели и разочараноста која што имаме кога ние нема да ги постигнеме целите, инстинктивно некогаш сакаме да ги советуваме другите дека можеби не е добро да го одат тој пат или тој сон, или секој што викаат зашто го идеш најтешкиот пат. Имаше еден убав прилог на социјалните мрежи, а човекот вика па не знам за друг пат, најтешкиот пат е единствениот пат кој што го знам и тоа е патот кој што во тој момент јас го одам и тоа е начинот како сакам да стигнам до целта, како тргаме и како одиме понатаму кон целта, секако дека се појавуваат и други визии, други патишта и други начини како да ги реализираме своите соништа. Но битно е да веруваме во тоа што сакаме да го постигнеме, но не да се бориме премногу да контрираме, да се докажуваме на околината, туку стварно да им покажеме преземајќи одговорност за нашиот живот. Видите, ако наша е целта, имаме и ние одговорност за нашиот живот. Зошто па и другите убаво е да ни помогнат, но никогаш тие не се приморани или не мораат да ни помогнат за тоа, затоа што нашиот живот е наша одговорност и треба да најдеме начин како да ја поставиме, како да ја постигнеме таа цел. Постигнувајќи ја таа цел, ја растретуваме околината од нивниот страф и грижа за нас. Често пати пак ќе кажам, групата не значи дека е најконструктивна. Индивидуата е таа која што верува во целта, која што верува во тоа што го прави. И ако сте во група, например, со луѓе кои што не сакаат да работат, работникот е гледан како чуден. Знаете, значи тоа го кажува Алфред Бариос, вика немојте да се плашите ако другите ве гледат како различни. Ако сте честни, ако сте етични, ако сте во околина која што не честниот и етичниот се гледа како да е чуден, како да е луд малку, но едноставно ако се клопиме во некоја околина која што е можеби подеструктивна од нас, само затоа што сакаме да бидеме прифатени од околината и другите да се согласат со нас, тогаш го напуштаме тоа што ние мислиме дека е добро, тоа што ние мислиме дека е етичко, тоа што ние мислиме дека е вредно. Така да не треба тоа да го правиме, треба да имаме храброст да продолжиме наспроти тоа дали околината во даден момент не прифаќа или не прифаќа, ако стварно веруваме во целта. Наредното нешто кое што сакам да го зборам во оваа емисија е знаење. И доктор Алфред Бариос вели дека генијалците постојано акумулираат или собираат информации и вели никогаш немојте да си легнете навечер пред да воколку не сте научиле нешто ново тој ден. Читајте, вели, поставувајте им прашања на луѓето кои што знаат. Сега, кога учиме нешто или кога сакаме да добиеме некаква информација, многу е битно периодот како му пристапуваме на тоа. Идејата како доаѓам, зошто ја гледам оваа емисија, или зошто ја читам оваа мотивацијска книга, или зошто го учам ова. Ако целта не ни биде да го примениме тоа знаење, замислете доаѓате на некој семинар мотивацијски или некаде, или одидете во училиште, зошто оди па за да ми помине времето, или само да го прочитам ова, или требува само да го направам за да се заврши домашното. Тогаш не идеме со идеја да ја примениме информацијата која што учиме. Воколку информацијата која што учиме не можеме да ја примениме или не и придеме со идеја дека ќе ја примениме, многу ни е помалку, многу не ни користи толку многу, воколку ако и придеме со идејата дека тука сум и го учам ова за да можам да го применам, затоа што тогаш гледам начини како можам таа информација да ја применам.
во нашиот живот. Точно е дека многу информации не се применливи. Имаме огромен број на информации кои што се применливи, ако го смениме ставот, како можам да ја применам оваа информација, ќе добиеме многу повеќе вредност од знаењето кое што го имаме. Но првата препрека која што некогаш ја имаме за да стекнеме информации и знаење, идејата дека веќе све знаеме. Знаете, често пати имам идеја, ова веќе го знам. И ако имам идеја дека ова веќе го знам, во тој момент ја затварам вратата за било кои нови информации и знаење. А она што знаењето го прави, ни ја зголемува свесноста за животот. Секоја информација може да ви ја зголеми свесноста во врска со животот и постоењето. Некогаш ми се случува ќе прочитам некоја книга и можеби 3 реченици од 200 страни, тие 3 реченици ќе ги запамтам и ќе го сменат животот целосно. Че станува збор за некоја информација која што треба сте волни да ја најдете, да ја добиете во даден момент, точно кога трагате по нешто што ви треба, обично тоа и го наоѓаме. Но во животот ако идеме со идејата дека се знаеме, или ако сте биле со луѓе кои што имате идеја дека се знаат, ќе видите сакате нешто да им кажете, некоја нова информација, сте биле некаде, сакате да им објасните во врска со работите и одеднаш он вика, ја тоа веќе го знам. Гледате, малку има арогантност во тој став дека веќе се знам. И ако сте биле некојаш со луѓе кои што имат идеја дека се знаат, јасно ми е зашто станува збор, нели? Поради тоа што никако не можете да допрете до нив. Комуникацијата едноставно не оди како што треба. Имате некој човек кој што се знае во врска со работите и е тешко да се живее, тешко да се комуницира, тешко да му се објасни на тој човек затоа што на некој начин ви прави стоп во самата комуникација, поради тоа што не е волен вие со вашето знаење, кој што сакате да му го споделите на него, сакате да искрирате ке него нешто убаво, сакате да му помогнете, сакате да му ја зголемите свесноста или едноставно сакате да комуницирате, и ако имате некој човек кој што све знае, ќе видите дека едноставно ја блокира таа линија на комуникација со вас и е тешко да бидете, да се разберете, да комуницирате со такви луѓе. Поради тоа што секој човек кога има идеја дека се знае, си го лимитира успехот кој што може да го има. Поради тоа што единствениот успех кој што можете да го имате доаѓа од знаењето. Колку повеќе знаеме во врска со животот, колку повеќе знаеме во врска со работата, толку имаме повеќе сигурност во врска со нештата. Сега, често пати, ако сме арогантни, или ако мислиме дека се знаеме, баш тогаш си го лимитираме знаењето и фактички не знаеме толку колку што треба да знаеме. Сакам да кажем еден цитат кој што е поврзан со Алберт Ајнштајн. Има една многу убава графика, тоа е дека егото е еден врз знаење. Фактички колку поголемо его имаме, вистински имаме помалку знаење, а мислиме дека знаеме се. Некојаш луѓето баш оние кои што се скромни, кои што сакаат да прифатат знаење, знаат многу, но имаат доблест дека не знаеме. И тоа е голема способност да имате доблест дека не знаете се. И тоа е спасот кој што секој единка го има во себе. Идејата дека не знае се. И верувајте ми, тоа е способност. Често пати во животот имам идеја дека знаеме се. Фактички не знаеме се, имаме некои погрешни фикс идеи, би ги рекол, или погрешни идеи во врска со работите. Кога се караме, например, со некој кој што го сакаме, ако сте виделе некоја кавга, во комуникацијата, за да можеме да се разбереме, она што треба да го направиме е кога некој ни збори на нас, да го слушаме, да видиме што е тоа што тој ќе ни го каже на нас. Значи, треба да имаме идеја дека не знаеме што другиот направил или што се случило за да може да дојде тоа до нас. Но кога имам идеја дека се знам и дека ја веќе го знам тоа, ја воопшто не го слушам човекот со кој што имам расправијата, туку веќе имам спремно идеја и мисла што е тоа што треба да му го кажам затоа што ја знам што тој направил, ја знам што е исправно, ја знам се. И кога знаеме се, не можеме да комуницираме баш како што требаме. Поради тоа што ја затвараме вратата на комуникацијата. Или, например, ако видите некој човек кој што е љубоморен. Љубоморниот човек има некои погрешни ставови и идеи и мисли дека се знае. Аха, ти си била тамо, или женава му вика на мажот, знам дека си била, ама не, чекај, не бев со другарите, бев вамо, или аха, ти ли мене ќе ми кажуваш, знам кај си бил. Одеднаш однапред знаете нешто или знаеме нешто кое што подсвеста фактички ни го дава, а можеби воопшто нема вистина со реалноста. Поради тоа што има еден феномен на умот. Кога имаме празнина, кога не знаеме што се случува, одеднаш подсвеста ни дава баш негативни мисли
да размислуваме. Некогаш детето го нема дома, гледате дека е 1 часот и не помислувате дека можеби нешто убаво се случува и дека се забавува или сопругот го нема дома или дека нешто е добро и креативно и конструктивно. Првото нешто кое што се случува и се јавува во умот на човекот, а потекнува таа негативна подсвест, се негативни работи. Гарант нешто лошо се случило, гарант е вамо, гарант ме измамува, гарант е едно или друго или трето. Значи, кога имаме празнина, кога не знаеме што се случува, подсвеста ни наметнува негативни мисли и тогаш имаме некакви чудни идеи. Мислиме дека знаеме, а фактички не знаеме. Поради тоа што, како што кажав, способност е да не знаеме во даден момент. Гледате, во даден момент не знаеме. Може би ќе дојде сопругата или ќе дојде сопругот во даден момент и наместо да се рипне и да се критикува и да се знае што се случило однапред, може би треба да бидеме волни да не знаеме, да бидеме способни да не знаеме, едноставно да ни слушнеме што е тоа што се случило и да видиме. Може би не е така, но треба едноставно да дознаеме што е тоа што се случило и да бидеме волни да не знаеме, тоа е способност да не се знае во даден момент. Ако обсесивно сте виделе луѓе што се сакаат да знаат, ти обсесивно секаде се со вниманието и на работи кои што воопшто не име работа да го прават. Поради тоа, вистински да доеме до знаење, мора да не знаеме. Знаењето и незнаењето на еден или друг начин се поврзани. Ако имаме идеја дека не знаеме, тогаш можеме да слушаме, тогаш можеме да комуницираме, едноставно можеме да бидеме многу по-конструктивни, многу по-креативни во нашиот однос со другите луѓе. Или ако земеме еден друг концепт за кој што зборував, а тоа е за комфорт зоната. Самото излагање од комфорт зоната, во даден момент комфорт зоната ни вели дека окей, знаеме се. Знаеме се, но за да излеземе од комфорт зоната, мораме да бидеме волни да не знаеме. Затоа што воколку не знаеме, тргаме да го освојуваме просторот кој што не го знаеме. За да излеземе од нашата зона на удобност, мора да бидеме волни да не знаеме, поради тоа што тоа е играта на животот. Точно е дека кога не знаеме сме малку исплашени, немаме контрола, но со самото исчекорување напред во животот, преземање на одговорноста, волноста да се игри играта на животот, ќе видите, фаќаме повеќе простор. Животот ни дава знаење и она што се случува, незнаењето станува знаење. Значи, ако ова е областа на незнаење, кога ќе освоиме тој простор, едноставно почнуваме да имаме знаење. Пример, кога ќе влеземе да пливаме во некој базен, на почетокот ќе го препливаме пола од базенот и се чувствуваме сигурно поради тоа што ја знаеме таа област. Но во даден момент ќе поминеме половината и си викаме да се вратам назад или продолжам напред. Продолжувајќи напред, освојувајќи го тој простор кој што не го знаеме, кој што не ни е познат, кога ќе го запознаеме, почнуваме повторно да имаме сигурност, ја зголемуваме нашата област на контрола, го зголемуваме животот и живењето и на тој начин се чувствуваме многу подобро. Со се е така. Може би ќе ви дадат нешто ново на работното место кое што не го знаете, излагате од вашата зона на удобност, но што мораме да го направиме да бидеме волни да не знаеме, но исто така да бидеме волни и да знаеме, и да научиме, и да се трудиме за да го освоиме тој простор и на тој начин да ја зголемиме нашата сфера во животот која што ја контролираме. Поради тоа што, како што кажав, животот е игра, во некоја игра, во сите игри фактички имаме и работи кои што ги контролираме, и работи кои што не ги контролираме, работи кои што знаеме и работи кои што не можеме да ги предвидиме. Поради тоа што животот е магичен, поради тоа што животот е игра и не можеме се да предвидиме во животот. Не можеме да исчекориме напред и се да ни биде испланирано, па тек тогаш да тргнеме во животот и живењето. Некогаш мораме да ризикуваме, како што кажав во првата емисија, можеби најголем ризик е да не ризикуваме, поради тоа што со самото ризикување исчекоруваме надвор од нашата зона на удобност, почнуваме да освојуваме повеќе простор и на тој начин имаме поубав живот и повеќе го осознаваме животот и поубаво го играме и се остваруваме во многу повеќе сфери од животот и постоењето. За самиот крај, она што би сакал да го кажам е дека имаше еден многу убави објаснување на социјалните мрежи, односно една анкета
во врска со животот, во врска со постоењето, а тоа е дека луѓето во животот највише жалат не за работите кои што ги направиле погрешно, туку за работите кои што сакале да ги направат, а не успеале да ги направат. Некогаш нашите стравови не кочат, а едноставно треба да бидеме волни да ризикуваме, да ги надминуваме препреките во животот, да се соочуваме со работите, поради тоа што баш само довербата е тоа, сигурност во себе, дека и дадени непредвидливи работи можеме да ги справиме. Ако немаме таа сигурност и самодоверба, никогаш нема да исчекориме надвор од нашата зона на удобност. За крај треба да бидеме храбри и треба да бидеме волни да знаеме, треба да бидеме волни да не знаеме, поради тоа што скромноста на незнаењето или идеја дека не знаеме се, баш не води кон поголема сигурност и самодоверба и кон многу поголемо знаење. Ви посакувам убав и пријатен саботен и неделен ден и доколку има нешто кое што можеби сакате да го знаете повеќе во врска со овие работи, едноставно не сум го кажал или не сум го зборил, или едноставно ве мачи, слободно можете да ме контактирате на социјалните мрежи или директно на мојот телефон. Имајте убав ден.